Почитуван колега Зендели, ова е вистинското лице на оваа власт. Овој денешен преседан кој што се прави, овој неделовнички потек на разрешување на член на комисијата за прашања за избори и именувања, без никаква причина и вина е навистина преседан. Членот на кој се повикува во одлуката воопшто не соодействува со тоа што се случува вечерва и морам да признам дека навистина ова ќе биде преседан кој што ќе понесе многу вакви во иднина други преседани. Едно е јасно, дека владеачкото мнозинство веќе дивее, ја силува демократијата, свесно и намерно кршејќи го деловникот. Предлог одлуката да се разрешите вие, господине Зендели, е свесно и злонамерно кршење на деловникот. Целосно со овој потек се дискриминира законодавниот дом, но и ние како претеници. Со овој потек се поништува воедно и народната волја. Срамно е што 4 минути пред да започне денешната седница ни беше поднесена оваа предлог одлука, без при тоа на било кој начин да бидеме консултирани како опозиција. Срамно е што председателот на Собранието исто така е потписник на оваа предлог одлука, затоа што, ако добро се потсети, и самиот беше на еден нелегитимен начин избран како председател на Собранието. На јавноста треба да биде јасно дека овој режим нема да престане да ги крши демократските процеси. Овој режим на власт нема да престане да ги краде народните пари, нема да престане да ги злоупотребува институциите само за да остане на власт. Јасно е, господине Зендели, дека сакаат да инсталираат своји судии, своји функционери и тоа е целта на овој потек. Но едно е јасно, дека на оваа власт и доаѓа крајот, паѓаат и се во паника, затоа што народот не сака повеќе да ги гледа. Ништо нема да ги спаси, почитуван колега Зендели, доаѓа крајот на хибридниот режим и ќе има одговорност. Благодарам.